го насловивме од искра до успех. Денеска почнуваме да ја поттикнуваме искрата, јас се надам дека многу брзо ќе почнеме да зборуваме веќе за конкретни успеси. Фондот за иновации и технолошки развој како дел од владината програма План за економски раст интензивно ќе вложува во наредниот период, меѓу другото и во поттикнување и во возможување услови на младите луѓе да останат и да воспостават свој бизнис во Македонија. Целта на оваа влада, на оваа политичка гарнитура е да се овозможат услови да младите својот креативен потенцијал, своите идеи, својата иднина ја гледаат во Македонија. Денешниот настан го гледаме во тој контекст. Презентираме 3 успешни приказни кои што ќе им покажат на младите дека и Македонија е држава која што нуди и ќе нуди уште повеќе во наредниот период услови да младите луѓе останат и го развијат својот потенцијал тука. Имате ли податоци како дали се зголемува или се намалува интересот за стартап бизнис во Македонија? Јас ќе ви дам само еден податок дека во изминатите 6 месеци имавме неколку помали повици, предизвици. Ќе го споменам одва предизвикот, ќе го споменам и предизвикот за млади истражувачи, каде што во многу куз временски период, че зборам за отворени повици кои што беа 20 до 25 дена, значи добивме исклучително голем број на квалитетни проектни апликации. Двата повика ги завршивме, за едниот веќе ги потпишавме договорите, проектите се веќе започнати. Минатиот месец потпишавме договори со 20 нови компании кои што добија средства преку владините програми за развивање на собствен бизнис. Со планот за економски раст не ги опфаќаме само стартапите, значи се фокусираме и на микро, малите и средни компании кои што се веќе етаблирани, затоа што велиме дека можностите за развој не се само и кај новите компании, туку се кај сите компании. Така што да, можам да кажам во изминатите 6 месеци дека сме веќе сведоци на огромен интерес и реално потенцијал за реализација на растот.